Посветен спортски работник, комплетно ангажиран во каратето, воспитувајќи здрави генерации, тренерот Јованчо Јовановски Шуко денес прослави 45 години успешна карате кариера. На едно место ги собра дел од неговите поранешни ученици и сегашни членови на карате клубот Љуботен од Тетово, негови пријатели и соработници, со цел заедно да заокружат еден убав јубилеј. Ја толку сум воодушевен сега, нема тие зборови да ги искажам, ипак ова е еден голем допринос за мене и поголема сатисфакција за наредните 50 годишница која ќе ни биде, да сме живи и здрави, пошто вие на 40 бевте, 45 и на 50 години, да сме живи и здрави, ќе ни видите гости и со вашиот ценен Злате, ви благодарим и за ова. Немам што да им честитам на сите што дојдоа данас, ке им благодарим, да го величаме градов, да се каже дека постои карате клуб Љуботен, е 6-ти клуб во Македонија, кој работи во континуитет. Значи, ипак 5.500 деца ми прошле низ рака мене. И нон-стоп да ме држи здравје, храброст, духовна дисциплина имам и ментално, ја мислим, ќе успеем. Од тежок живот како земјоделски работник до неуспешен обид за вработување во Франција, Јованчо му се враќа на родниот крај и тука започнува неговата карате приказна. Ја првото карате мене ми е учено 70-та година во Сараево, во бившата Југославија, кај сум бил војник. Значи, од тоа е сатисфакција моја, кога прв пат се сретнав од Панчево и од Београд војници, каратисти, и од нив ми беше тој повод, кој дојдов овде у Тетово, меѓу првите бев запишен и од тогаш не сум го оставил каратето. Многу трпно откажување, еве користим и оваа прилика, семејството мое што издржало. Значи дома никогаш да не бидеш, ради тие деца, да идеш на секое првенство, да искажеш све, значи да идеш на државни, европски, балкански првенства, тоа е изазов за мене. Ама јас сум храбар и им честитам и на децата, и јас уз нив добиеме на сатисфакција и животот тече понатаму. Во рамки на денешната прослава беше промовирана и неговата втора книга, која најмногу содржи информации од дневникот на спортскиот печат. Краток осврт за неа пред присутните имаше незиниот рецензент професор Атанас Филиповски. Низ сите овие години нарачно е забележан неговиот допринос во едукација на голем број каратисти од најмлада до најстара возраст. Низ неговата школа поминале вкупно околу 5000, преку 5200 каратисти. Неговите надприродни способности за едукација во карате спортот се базира на огромното искуство стекнато преку учество на голем број семинари и надпревари во бившата Југославија, Романија, Бугарија, Унгарија, Јапонија, каде секогаш е прецизен и максимално исполнителен на своите задачи. Преку тренинзите кои се представени на сликите, може да се забележи неговата комплетна ангажираност во тренинзите, каде неговата грижа е сконцентрисана на децата, родителите, кои што и текако го обожаваат и многу го сакаат и почитуваат. Со големо задоволство за Јованчо Јовановски зборуваше и Прота Предрак Исаевски, како негов стар пријател. Кога од малечко до големо, ете преку 5000 и повеќе поминале во школата на ценетиот наш каратист, еден од најдобрите на Балканот и пошироко, Јованче Јовановски Шуко. Каратето не е само боречка вештина, туку и едукација, воспитување, затоа што Јованче Јовановски Шуко е, колку што е каратист, толку е голем педагог. Тој
ги воспитува дечињата само во нужна самоодбрана, да се одбрана. Значи каратето е спортски дух, не е насилнички дух. Каратистите се најспирените луѓе на светот, затоа што имаат најпрви верба во Бога и љубов кон најблиските, најмилите, љубов кон семејствата и љубов општивно кон сите жители на градовите каде што живеат. Јованчо Јовановски Шуко е роден на 28.12.1949 во Тетово. Првото учење на карате му било во ЈНА 1970 година во Сараево како војник. Во 1974 станува нов тренер на карате клубот Феријалец во Тетово. Во 1996 дипломира како виш карате тренер. Од 1992 до 2000 година е помошен селектор на репрезентацијата. Од 2003 до 2008 станува селектор, а потоа напредува како републички судија, европски судија во Будимпешта, Букурешт, Софија и Белград, а станува и светски судија во Токио и во Москва.